Мисля, Бога ми. Са разболи, то беше некој 9 години и то умрто на Мовърслав и се не шафати и така. То се плевито, знаеш, кога гледа по потоак. Во Руманија излего и таму му доста да автоматско беше. От тога така, болно и аз леко дојде тука и умре. Сами века кучкови останаме, сами шита станат и велят. Тешко е, фамилија не е, луѓе не е, тоа е тешко, знаеш, много тешко. Е тешко така без луѓе. Седумнаесет години помина, кога дојде татко ми од Грција. На стари години реши да дојде да ме види. Го пита татко, зашто реши да дојде толку далеко, стар човек, се измачи многу. Ми рече така оти, мајка ти кога умираше, ми рече, нема да умреш дур да не ги видиш децата. Тие без зборови на мајка ми. И во Руманија, бидејќи беше по борбата, не беше средено уште. Стигнавме тама неуредие со децата во станови, во собичките, натрени оган и ништо. Април месец, врни, турва. Јас си застанавме на врата, стојам и си плачем. Стојам и плаче на вратата. Децата сакат јадење, јазик не знаеш да се разбериш. И тога моментално дојде директор и ме прашува, мамо, шо плачеш? Како да му објаснам шо плачам? Он ми расправа, не плачи, Лерин се доби, рече, Лерин се ослободи, партизаните влегоја во Лерин, Лерин се ослободи. А ја плачам, не може да се смирам. Кажи ми шо плачеш, вика. И тогава, дејќи пелените од позувата му и кажувам на директор, еве, викам, шо да правам, со деца мали, пелени, кај да изслушам. А и пелените ми останае по пат. Еден пешкир го откинав, тој го скинав на место пелени за детето. Детето беше 6 месеци. Немаше никај да изслушам, никај да изперам. Изслушав во градите. Во градите пелените изслушав на детето. Децата кафатија да си уче, му загинае таткови, мајки. Многу бе нажалани децата, се жалае децата. И дома веќе како беше весел и силен, фатија децата да жале, да не пее. Многу се нажали дома. И тогаш веќе решиме ние свите омадархи, мајки шо беме вдовици, да му дајме еден програм на децата. Извадиме црните шоми, извадиме црни вустани, кладоме бели, плячки, други шарени и му дадоме приредба на децата. Децата кога не видоја, кога се развеселие децата, кога звее една сила децата,
Која фатија да веле, мајко, шу убав програм ни да доте, мајко, шу убави бете. Шестнаесет втори, 49-та година. Дом Дисамбок. Таму имаше деца 323. Коструцко и Леринско. Други дом. Отидохме на 18-12, 49-та до Хангяр. Таму имаше 245 деца. На 27-трети Колокочов, Чехословакија. Таму имаше 420 деца. От Коструцко, Леринско. Ние од нашето село беме избрани 10 мадархи. Василица Шарина, Петевица Кјандова, Петревица Цигуловска, Михалица Делјанова, Вита Цигуловска, Андигона Гилевичина, Совка Рисина, Ристана Богданова. Трети 49-та беме на Братислава. Таму имаше 600 деца. Оттаму отидоме на други дом Чеморит. Таму имаше 50 деца. Преспа. Отидовме на Маджарска. Дом Дохангяр. Таму имаше деца 245. Коструцко, Леринско. Отидовме оттаму на други дом. Дисамбок. Таму имаше... Умродам во село Бапшо. Не почна да во 1949 година. И цело ова време сум во Полша. Неки родители се во Југославија, живеат во град Скопје. Живеат таму, таму е и мојот брат. Сакам, со све душа, со све срце, како не сакам. Ќе живеме 1000 години, нема да живеме. И сакам да дојди, сакам да ода. Како не сакам? Тоа тие децата невидени. И Вашли сакам да го видам. И децата да му виде, и Вашли да го вида, и невестата да ме вида. Сите сакам да ја вида. Или да дојди, каму го да дојди? Каму го да дојде да вида? Еми далеко е. У Пошка, од Инја, онака. Далеко е. Поблизу Врапче да се стора да го најде, да го вида. Кај да го вида, така не можам. Трички деца имаме. Тие трички свете башка држави. Стариот не се види, 48 година не се види. А за Васил? Со Васил не се види нити тој. 48 година не го види. И ми многу ми е јад за да го видам. На стариот ќе му речете многу